Ова е Сара. Секогаш е фокусирана да ги заврши многуте работни и домашни обврски. Секогаш себе си се става на последно место, но веќе е решена да почне да инвестира во себе. Има толку многу информации што не знае од каде да започне. Што да вежба? Да купи адекватна храна и додатоци за неа, да побара помош од професионалец. Има нешто што ќе инспирира и поттикне, а тоа е здрави навики на К1 телевизија. Добар ден, драги пријатели, добродојдовте во денешната епизода од нашето шоу. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска одговарам и зборувам на прашање и тема која што искрено мене не ме замара, затоа што ние машките обично не се замараме со ноктите и претпоставувате дека денешната тема ќе биде за нокти, односно прашањето зошто можеби имам кршливи нокти и дали можам некако со исхрана да си помогнам. Одговорот мој е да, големо со извичник, затоа што, кој што знаете, се што зборуваме тука е исхрана, начин на живот, вежбање, вода и така натаму, и сите процеси во телото кои што ги допираме и кои што ги објаснуваме тука и кои што можеби вие ги прашувате, се на крај на денот поврзани со тоа како можеби се храните и што можеби треба да промените, да додадете или да одземете за да ги видите посакуваните резултати. Кога сме кај ноктите, многу интересна тема и не знам кој од вас и колку е запознат дека ноктите практично се составени исто така од некакви нутриенти. И клучните 5-6 нутриенти кои што ги составуваат ноктите и кои што го помагаат растот и развојот на ноктите се калциум, се железо, цинк, витамин B12 и протеини. И тоа во превод значи доколку некој од овие нутриенти не се баш достапни до ноктите и доколку можеби некој од овие нутриенти крвотокот не ги снабдува ноктите, тоа ќе значи дека ќе имате некаков проблем. И најчесто проблемите поврзани со ноктите се кршливоста, можеби појава на некакви бели точки и така натаму, или па можеби менување на некаква боја и слично, а тоа е се поврзано со исхраната и тоа е некаков знак дека можеби нешто фали. Доколку не фали ништо од овие нутриенти, и доколку можеби имате проблем некаков со ноктите, слободно може и да се консултирате со доктор, затоа што на крај крајава ја не сум доктор и не можам да ви кажувам тука совети за кои што ќе носам на крај грижа на совеста и ќе бидам можеби виновен за тоа што сум дал некаков совет, но што сакам да дадам поента тука. Можеби доколку вашата ситуација е анемичност, доколку можеби вашата ситуација е проблем некаков со срце, доколку вашата можеби ситуација е некаков проблем со црниот дроб и така натаму, тоа ќе значи дека прво треба да се средат тие функции за да можеби ги добиете и ноктите кои што ги посакувате, но повеќето од луѓето кои што ги немаат овие проблеми и понатаму ги имаат кршливите нокти и проблемот со нив, се работи исклучиво за начин на живот и начин на исхрана, иако тоа можеби во моментов и не ви звучи баш логично, но ќе ви дадам логика. Доколку фали некаков нутриент од овие 5 кои што ги кажавме, нормално е дека телото прво нешто што ќе снабди е некој ваш витален орган и витална функција која што е многу поважна од тоа за состојбата и нормално формата и здравието на вашите нокти, затоа што се работи за периферија, а телото си има многу поважна работа кога се работи за виталните органи. И што се случува? Многу од луѓето доколку имате некаква таква појава и многу од луѓето доколку имате можеби и сакате да решите одреден проблем, во случајов зборуваме за нокти, најчесто ќе се погрижите и ќе се потрудите да тоа биде моментално и да биде фасадно, што значи дека ќе отидеме можеби кај козметичар и ќе ни ги среди ноктите, ќе ни стави гел, ќе ни стави вештачки и така натаму, јас ќе имам супер нокти, но тоа не значи дека го решавате проблемот во корен. Број 2 решение е да почнете да земате некакви додатоци. И многу од луѓето не само поврзани, не само за проблемот поврзан со нокти, туку за било каков друг проблем кој што можеби решението лежи во поквалитетна исхрана, ќе посегнат по додаток во исхрана кој што ја таргетира само таа цел. Од типот, јас денеска тука ви кажувам дека можеби за да имате поквалитетни нокти ви треба железо, ви треба калциум, ви треба витамин B12. И што се случува? Ќе отиде некој од вас денеска и ќе праша во аптека да купи железо како додаток или ќе праша во аптека за да купи само цинк. Но
процесите во телото не функционираат на тој начин. Што значи тоа? Доколку вие земете витамин калциум и го купите како додаток, за да функционира калциумот и за да се абсорбира во телото и за да си одработи својата задача и функција, ќе биде потребен витамин Д. Па можеби некој од вас не е свесен за тоа, но цела среќа е што во Македонија имаме доволно сончеви денови, па витаминот Д се создава. Но од друга страна, за да функционира витамин Д, потребни се масти и витаминот 2 е растврлив во масти. Затоа прашање е дали вие внесувате доволно масти и како ви е тој дел од исхраната. И со ова сакам да ви поентирам дека доколку сакате да решите било каков проблем кој што и не е поврзан со квалитетот на вашите ногти, вие ќе треба да смените комплетно начин на живот и начин на исхрана. Затоа што земањето на одреден додаток во исхрана не значи дека го решавате проблемот. Телото не функционира на земам додаток, го искористувам и завршена работа. Никаде во природата вие нема да скинете продукт и плод кој што има само еден нутриент. Сите плодови во природата, независно дали се тоа од растително или животинско потекло, се сплет од најразлични нутриенти и телото исклучиво може така да ги користи. Вашиот метаболизам е сложена машинерија и тоа се многу хемиски процеси кои што се една верижна реакција, кои што многу нутриенти зависат од други нутриенти, па од вода и така натаму, и за да ги имате посакуваните резултати, не само на ногти, не само на коса, не само на кожа, не само на одреден дел од телото кој што можеби значи естетско пореметување и кој што можеби значи дека ќе се срамите затоа што ќе отидете со искршени ногти или можеби несредена коса, не го решавате на таков начин, односно на фасаден начин кој што јас милувам да го кажам. Сите проблеми се решаваат на начин кој што значи комплетна ставање на основа и темели во исхраната, а тоа е редовни оброци, доволно вода и физичка активност ако сакате. Така да, дечки, се што тука зборуваме е на крај на денот поврзано и доаѓа од еден извор, а тоа е одлуката дека ќе го промениме начинот на живот и одлуката дека нема да бараме решение за кој што значи одредена тактика која што на краток рок ќе ни даде одреден резултат, најчесто поврзан со изгледот, најчесто поврзан со надворешните и периферните делови на телото кои што се гледаат и од кои што можеби некои од вас се срамат и сакаат да ги поправат затоа што сакаат да изгледаат во тугите очи супер, убаво, средено, богато и фенси. Ве оставам тука со здрави животни навики, ви посакувам убав ден и се гледаме во наредната епизода. Пријатно!